Центарот за развој на Источнопланскиот регион на вториот повик од програмата за меѓугранична соработка ќе бара европски пари за 2 инфраструктурни проекти за регионални институции. Раководителот Драгица Здравева вели дека ќе работат со клиничката болница Штип, која обслужува потенцијални 200.000 пациенти. Проектот предвидува реконструкција на инфективното оделение. Ние веќе контактиравме со директорот на затворот за каков проект се работи, што може да се изработи на тој дел. Еве прва работна средства во петок директорот заедно со представникот од општината ќе имат во Бугарија. Ние повторно стоиме и ги линкуваме и ги поврзуваме и помагаме во изработката на таа апликација. Инфраструктурен проект. Еден дел од тој дел ќе се работи, значи инфраструктурен поврзан со енергетска ефикасност. Здравева забележува дека на барање на партнерите од Бугарија разработуваат уште 2 проекти. Инаку традиционално нивен партнер е бугарската општина Гоце Делчев. Центарот во изминатите 2 години работеше на апликации, но и на поврзување на институциите и општините со партнери од соседна Бугарија. Навистина е голем обврски, голем терет за центарот. Верувајте дека наидувам на реакции, пошто ние имаме 3 координатори, еве сега уште еден од делот на екотуризмот, меѓутоа сепак се тие почетници не можат да работат како 3 координатори, да имаш едно 8-9 проекти кои што треба да ги канализираш, да ги линкуваш, да ги насочиш, е доста тешка работа. Советот на градоначалници на Источниот регион во текот на наредниот период ќе чекаат и одговор од Бирото за рамномерен регионален развој за 4 проекти со кои аплицира: изградба на детска градинка во Штип, пешачки мост во Делчево, техничка документација за градинки или училишта, за енергетска ефикасност за 11 општини и изградба на пат до индустријската зона во Пехчево.